Доаѓа кранот Бугарија да го дислоцира споменикот на Александар Македонски од Скопје. Лага. Ракометарите на Вардар одбија да ја примат наградата од владата на Република Северна Македонија поради придавката Северна. Лага. Стотици мигранти ќе дојдат во Македонија и ќе се отворат десетици кампови. Лага. Ова се само дел од лажните вести кои што превладува во изминатиот период. Како и на кој начин влијаат на граѓаните и како да се препознаат лажните вести, ќе гледате на денешната епизода на Скен. Лажните вести може да уништат интегритет, чест, достоинство на една личност, на цело семејство, па некаде од пријатели меѓу земјите да направат дури и непријатели. Јас знам по мене, ние е должност да работиме на градење на пријателството. И секогаш да помогнеме сите на стандардизација, на разграничување што е тоа критичко новинарство, што се лажни вести. Критичкото новинарство треба да го има. Тоа е четвртата власт, седмата сила. Тоа е многу здраво за демократијата. Но истовремено, лажните вести и невестините се штетни за демократијата. И тие уништуваат демократијата. Кај нас почнаа да работат Сдруженијата на новинари, медиумите да направат регистар на портали, да направат регистар на фейк ньюс, регистри на разграничување, кое што сигурно ќе даде придонес, но досега најсериозната работка на борба против лажните вести била вистината. Многу кратно повторување на вистината, за да може да се разграничи од страна на читателите, гледачите, што е лажна вест, а што не е лажна вест. Советникот во владата, Маријан Забрчанец, вели дека како активист бил често мета на напади и дезинформации. Како граѓански активист, порано како дел од граѓанскиот сектор, сум бил и жртва на етикетирање, на предмет на ширење на лажни вести, кои што подоцна станувале дезинформации, од различен тип, од тоа дека сме биле професионални рушачи на влади, па се до тоа дека сме биле тренирани во не знам какви тренинг кампови за рушење влади, па дури дека сме биле плаќани за да го правиме тоа. Сме се бореле во време на претходната влада со тие појави. Забрчанец вели дека лажните вести и дезинформации потекнуваат говор на омраза и конфликти. Имајќи предвид дека ширењето лажни вести, што по дефиниција значи дезинформирање, влијае на поттикнување на поделби и конфликти, поттикнување на национални чувства, со тоа сеење омраза, а знаеме што значи поттикнување на национални чувства и сеење омрази во регион како што е Балканот. Ние имаме во моментов политики официјални на влади кои што зборувам за регионот, кои што шират помирувања, соживот, решавање конфликти, соработка. И од друга страна имаме подземни, подрумски политики кои што се спротивставуваат на се ова што нареди претходно. Тоа се политики на дезинформирање, ширење омраза и воведување повторно конфликт во регионот. Министерот за транспарентност и отчетност Роберт Поповски вели дека младите се информираат пред се од интернет порталите и се мета на лажни вести. Тој додава дека интернет порталите беа главни информатори за време на режимот. Нашата земја доскоро имаше сериозен проблем од аспект на слободата на комуникации, слободата на говор и изразување, заштита на човековите права. И во тие години на хибриден режим официјално, како што беше дефинирана тогашната владеачка гарнитура, интернет просторот беше единствената светла точка. Со честни исклучоци на неколку медиуми, традиционални, интернетот беше местото каде што слободоумната мисла, отпорот и спротивставувањето на таквите форми на владење беа доминантни и успеваа да продрат до граѓаните. Медиумскиот истражувач Петрица Рачини вели дека порталите кои имаат само еден вработен се сериозна закана за професионалните медиуми. Најголемата штета, освен јавниот дискурс, јавноста, граѓаните, ја трпат токму професионалните медиуми, бидејќи во тој нерамноправен надпревар со мразачите, со лажговците по медиумската сфера, тие немаат шанса. Нивниот производ е побавен, понеконкурентен и за многу бргу време, доколку не се консолидираат институциите, медиумската сфера и образованието, да работат за да се подигне свеста кај граѓаните, мислам дека прва жртва на ова што ни се случува сега ќе бидат професионалните медиуми. Ќе гледаме се помалку професионални медиуми во етерот, а етерот ќе биде сатуриран или покриен од овие вреваджии кои што
на секоја минута може да објавуваат содржини, да ги напаѓаат нели и алгоритмите на агрегаторите, и глобални и наши локални, бидејќи ако имаш многу содржини ти си порелевантен. На нив им е многу поевтино да направат 100 содржини дневно, отколку на професионална редакција која за тоа ќе треба да вработи 15-20 новинари, монтажери, сниматели и така натаму. Последицата е изумирање на професионалните медиуми и доведување на јавноста во состојба да биде бомбардирана од непрофесионалци и од луѓе кои што создаваат медиумски содржини со агенда, со некаква цел, за да му служат некому друг, на политиката, на бизнисот, а не на граѓаните и на јавниот интерес. Граѓаните не им веруваат доволно на информациите кои што призлегуваат од дневните вести. Еве што велат тие. Џаби има слободни медиуми кај ништо не кажуваат како што треба. Гледам, ма не ме интересира ништо. Секој што ќе каже лажи. Зошто мислите така? Медиумите, сите медиуми се. Ако се со власта, власта аз сакаш. Ако се опозиција, контрас. И тоа е така. Вие сте... Начин да се промени. Нема. Секој што му дадат еден залак леп повише, одма се завртува таму. Еден граѓанин е жртва на дезинформација. Тој стравува дека на 70 години ќе мора да учи албански јазик, но спротивно ќе плаќа казна. Низ цела Македонија и кај што нема етнички албанци се поведува албанскиот јазик, што не игра никаква улога. Јас на 60 години не можам да немам никакви услови да го учам. Кој знае? Нема да ве тера да го учи. Па јас. Па не знам. Кој ви кажа дека мора да го учите? Па пишува, има плакати, налепници. Ако не знаеш албански јазик, ќе платиш од 3.000 до 5.000 евра. Лажните вести најретко поминуваат на Твитер. Фейк ньюс поминуваат секаде. Значи, доволно е само да споделиш лажна вест. Мене ми се случи, лани ми се случи, година ми се случи во февруари, ми помина некоја лажна вест, не видов дека има повеќе линкови, повеќе медиуми, го кликнав, видов, објавив малку негативен коментар, меѓутоа си извинив после тоа, затоа што видов дека други медиуми го објавиле со точни информации. А за споделување лажни вести, исто си е како на сите социјални медиуми, само тоа што, например, кај Твитер не можеш да го таргетираш. Го чита публиката, добива таа лажна вест, чита публиката што го следи тој профил. На Facebook имаш финансирани објави каде што се таргетира кој да ти ја прочита вест. Добар пример се дечките од Велес, кои и заработија многу од тоа, значи они го користеа стрикно Facebook. Не користеа ни Twitter, ни Instagram, ни Tumblr, ни ред други социјални мрежи. Забрчанец нагласи дека медиумската писменост ќе биде дел од образованието, додека Поповски потенцира дека сме на дното на медиумската писменост. Медиумската писменост ќе стане дел од образовниот процес. Се разбира, тоа ќе влијае врз идните генерации свесни и критични граѓани. Тој процес на медиумска писменост нема преку ноќ да ги промени работите. Јас мислам дека тоа е дејство на кој што дава резултати на среден рок, треба да поминат генерации граѓани, млади кои што проштени за образовниот процес, за да излезени од тој образовен процес станат медиумски свесни и критични кон информациите кои што им се пласираат. Нивото на медиумска култура, на медиумска писменост на граѓаните на Република Северна Македонија е на дното во Европа, вклучително и Турција. Истражувањето е поодамна, од пред 2 до 3 години, меѓутоа податоците се тие. Значи, ние исполнуваме само 10 индексни индикатори од вкупно 100. Пред нас е Турција, па ми се чини дека беше Албанија и така натаму. Регионот во целина има проблем, меѓутоа ние го имаме најголемиот проблем. И кога имате ситуација во која што пенетрацијата на интернетот е со овие проценти, а имате граѓани кои што имаат проблем да ги дефинираат, да ги разберат или немаат желба да навлезат во суштината на информациите, добивате една конфузна атмосфера во која што лагата, невистината, дезинформациите, лажните вести продираат многу брзо. Државниот врв со акцијски план ќе се бори и справува со нападите на центрите за дезинформација и лажни вести. Најголем непријател на лагата е вистината. Нашиот клучен предизвик
не нашиот на владата, него на општеството, е како да обезбедиме канали, услови, вистината да се расшири повеќе, отколку што во моментот се шири лагата. Тука е клучниот предизвик. Ако имаме особено предвид дека сега ќе направам малце на ниво на дефиниции разграничување меѓу лажна вест и дезинформација. Лажна вест е одредена лажна информација која што излегува од едно место, од еден извор. И таа може и да не направи голема штета ако остане на намерна или ненамерна лага која што подоцна може би демантирана. Штетата настанува колку таа вест лажна се зема и тенденциозно, намерно, со сериозни ресурси се шири низ интернет просторот. Значи, има тенденција, има намера, има цел да предизвика одредена појава. Некогаш да влијае врз избори, некогаш да влијае врз референдум, некогаш да создаде паника кај населението, некогаш да поттикне омраза. Ударот на лажните вести, на дезинформациите е драматичен. Тој задира до секоја индивидуа допира. Задира во основната клетка на општеството. Може да разори поединец, семејство, пријателства, сојузи, држави, нации. Неограничена е моќта на лагата кога е дистрибуирана низ каналите за кои што постојат сериозни експерти во светот и знаат како да ги употребат. Опасностите во државите постојат, особено во држави како што е нашата земја, која што претендира да ги започне преговорите за Европската Унија и е на прагот од полноправно членство во НАТО. И антипропагандата, лажните вести се сега на максимум вклучени. Имаме предпоставено многу брзо ратификување на финалните договори за членството во НАТО и имаме избори во април идната година. И сега ќе доживуваме чуда од лажни земјоделци кои што се подкупуваат со пари кога идат пред да протестираат на влада, ќе доживуваме се и се што. Меѓутоа пропагандата не е измислена овде. Граѓаните пријавуваат лажни вести и дезинформации на медиумската платформа на Цивил на сајтот clp.mk.